Денес во нашиот град, на наше огромно задоволство, е во посета германскиот амбасадор во Република Македонија, господинот Томас Герберих, кој што е за прв пат откога е амбасадор во Република Македонија, е во посета на нашиот град, ја посети нашата локална самоуправа и се интересираше како е општина Прилеп, како е водоснабдувањето, комуналната хигиена, како е загадувањето во градот и стопанските субјекти како работат во нашиот град. Имавме заедничка одлична комуникација, го информирав за локалната самоуправа и општина Прилеп. Се договоривме за наредниот период како ќе течат нашите соработки во идниот период. Потоа се упативме во Средното училиште Ѓорѓе Петров, каде што има донирано амбасадата на Република Германија во Република Македонија еден кабинет за биологија, каде што го поседивме, видовме како функционира, како е добро направен. Потоа дојдовме во Домот за стари лица Киро Крстевски Платник, каде што директорот не запозна со состојбата во старскиот дом, начинот на живење на луѓето кои што престојуваат во овој дом. И ја видовме машината за перење кој што ја донирала амбасадата на Република Германија во овој старски дом. Се надевам дека ова наша соработка и во иднина ќе продолжи со уште појак и подобар интензитет, затоа што Република Германија, како една од основните водички сили, економски водички сили во светот, ќе ни биде од помош на нашата република и нашиот град воопшто. Благодарам. Дали се договорите за некакви конкретни проекти за овиднина? С конкретни проекти не се договоривме, разговаравме воопшто за овој водоснабдувањето. Се го кажав не она што КФ банката од Германија претходниот период кој што ни помогна за да го решиме на некој начин водоснабдувањето, тоа е загубата на вода во нашиот град. А исто така малку разговаравме за нивни придонес за сите работи што ни требаат во нашата општина и локалната самоуправа, зашто ни требаат ке ни изгледат во пресред. Германија и Македонија веќе долги години соработуваат на различно поле во политиката, културата и економијата, но не станува збор за тоа само да соработуваме влада меѓу влада од главниот град, туку сакаме да ги посетуваме и локално општините во Македонија. Мојата сопруга и јас сме веќе 5 месеци во Македонија и сметавме дека е ова вистинско време да почнеме да патуваме по Македонија со новата влада и со новите реформи. Овој пат би сакале и ние да го поддржиме. Сакаме, не интересира и како работат општините, каква е ситуацијата во општините, со какви проблеми се соочуваат на локално ниво, во секојдневието и каде можеби ние како влада би можеле да се вклучиме во помош. Градоначалникот многу добро ме информираше околу актуелната ситуација, околу тоа какви се предизвиците во справувањето со отпад, со канализација, со загадувањето на воздухот. Сметам дека од тоа произлегоа и почетни точки и почетни теми на кои што во иднина би можеле да соработуваме. Амбасадата од своји средства, од средства на амбасадата од Сојузното министерство за надворешни работи поддржува и мали проекти. Минатата година во Прилеп имплементиравме 2, на кои што денеска свечено ги примопредадовме. Тоа е кабинет по биологија во средното така наречено стручно медицинско училиште и индустријска машина за перење во старскиот дом или домот за стари лица Киро Крстевски Платник. Говоривме со градоначалникот да останеме и понатаму во контакт и да видиме каде би можеле да најдеме заеднички полиња на соработка.